Почитувани гледачи, добра вечер. Најбројната и најстарата правничка заедница викендов доби ново раководство. Изборот се случи во струшкиот хотел Изгрев, каде според очевидците било прилично тензично. Новиот председател на Адвокатската комора на Македонија, како и новите органи на комората, првите честитки ги добија еден час после полноќ во неделата. Што се случуваше пред и за време на изборот на Адвокатската комора? Кои се новите предизвици на комората? Разговараме со мојот вечерашен гостин, наследникот на Никола Додевски. Му посакувам добре дојде на скопскиот адвокат Љубомир Михајловски Џанго, кого моите колеги во своите новинарски текстови и извештаи го представија речиси на идентичен начин. Обично за вас велат искусен оперативец, кој што бил прв човек на полицијата, прв човек и на царината, а сега кариерата ја завршува како прв човек на адвокатската фела. Добро вечер вас и на вашите гледачи. Добро дојдовте. Кој беше мотивот за еден професионално и семејно реализиран човек во зрела возраст како вашата? Имате 63 години, колку што знам внуци, имате приватен, успешен бизнис угостителски, да се нафатите во едни вакви немирни времиња да ја водите Адвокатската асоциација? Па добро да ви кажем, јас адвокатурата ја отвори во 2000 година. Претходно долги години сум работел, точно е тоа во Мавара. Работев секогаш во оперативните служби на Мавара и тоа е точно. Почнувајќи од инспектор, па се до шеф на целото Министерство за внатрешни работи. Главно оперативна работа, која кажувам, главно на оперативни задачи за откривање на криминал и на други оперативни задачи каде што службата ме праќала. Во 2000 година од местото подсекретар за јавна безбедност, сега директор за јавна безбедност, замина во адвокатурата, за да во 2004 па до 2006 година бидам во директор на царината и министер за внатрешни работи на Македонија. За себе што да ви кажем друго? Точно што кажавте дека фамилиарен човек, имам и внуци. Немам угостителски бизнис, тоа е Супругата. го има, не, синот го има. Синот. Да, тој е добро, не е битно. Добро, меѓутоа кафичот во Зебра се нарекува кафичот кафулето на Џанго. Добро, таму идам навечер некој ше така да се видам со некој. Без разлика, тоа е, сакам да кажем кој е мотивот. Некогаш човек и треба да се одлучи да ја смени професијата за да се посвети самиот на себе и да едноставно се тргне од некои избиднување што беа до 2000 година, мислам, во тој период. Интересно, на иста возраст е со државниот јавен обвинител Љупчо Јовевски. Од прилика на иста возраст. Да. И во ова време, кога судството ни е на ова дередже и правосудството, правната целина во правната држава во целина, малку изненадува што луѓе во зрела доба сакаат нешто да направат и да се зафатат со големи предизвици. А судејќи според извештаите што ги имаме, не очекуваат навистина големи предизвици. Да ви кажем најискрено, јас сум работел и сум патувал во многу земји. Кога ви кажам сум работел, сум престојувал таму по разни основи. Државите таму и службите ги водат зрели луѓе. Значи, не ги водат
луѓе што немаат прво знаење, што немаат професионално искуство и што немаат животно искуство. Така да ова што кажувате околу зрелоста на луѓето што ја водат, еве да не речем постари генерации, Повозрастни, ке кажеш. повозрастни, да кажеме порано родени, не е битно. Так. Мислам дека е само нешто добро што се случува, затоа што помладите генерации по мене треба да нормално да ја излечат, условно зборам, државата во еден прогрес. Меѓутоа, искуството си го прави своето, а помладите или средните генерации треба да го истрчат тоа на терен. Па си има една еволуција кога и тие ќе почнат да раководат, да кажем. Неприродно е многу млади кадри да се појавуваат, зборам за министерства или Добро, ние имавме премиери со 27 години, да не заборавиме, на кој што прво вработување им беше премиерското. Па сме имале, јас кажувам дека треба поискусни кадри, затоа ги кажав тие три услови. Тоа е мој личен став, да настапат на сцена и да... Не го кажувам бидејќи јас сум, еве да кажеме, постар, туку го кажувам како едно искуство што е... Да, Така, секаде во светот. светот, да. На почетокот на разговоров би сакала да расчистиме некои дилеми, особено по изборот во Струга. Дали сметате дека изборот на новото раководство на комората ја изразува волјата на целата адвокатска заедница, која што е прилично бројна и е над 3000 членови? Видите, системот на бирање на раководството на адвокатите во Македонија имаше многу шпекулации, затоа сакаме во вашата емисија да го појаснам тоа. Значи, системот е таков што заедниците, имаме адвокатски заедници во Македонија, кои што бираат делегати и делегатите го избираат управниот одбор, а управниот одбор го избира председателот на адвокатската комора, на адвокатите. Така да. Да, Значи, делегатски систем е кој што со години постои. Пред да продолжиме со разговорот, јас ќе ја замолам режијата да ни го пушти снемениот материјал со еден од адвокатите чие што име се споменуваше во трката за председател, а потоа заедно можеме да прокоментираме некои поенти и од разговорот, меѓутоа и во продолжението на она што ќе следи. Адвокатската фела доби ново раководство. Како го коментирате изборот на Михајловски за нов председател на комората? Не е во прашање овде колегата Михајловски, Джанго. Значи, апсолутно немаме против избор на ниту еден колега да биде председател. Сите се доволно стручни за да бидат председатели на адвокатска комора. Овде е нешто друго во прашање. Овде е начинот на избор на председателот, самата постапка. Значи, ако сте приметиле, последните 15-20 години се сменети само двајца председатели, кои се малтене доживотно на таа функција. Бирањето е буквално наместени избори во смисла делегатите, дел од кандидатите ги знаат однапред, се одвиваат настаните брзо, навивачки и на доста нетранспарентен начин. Нашиот предлог беше секој од кандидатите, значи ние имаме кандидати и председатели кои никогаш ништо јавно не кажале, ниту се бореле за некаква програма. Би требало секој кандидат кој планира понатаму да биде председател да даде своја програма, да ја образложи и за неговата програма и него да гласаат сите адвокати. Ние сите имаме мејлови, каде што добиваме официјални мејлови, добиваме судска пошта, судски пресуди. Многу лесно во 10 минути тоа ќе го направиме и ќе гласаат за својот кандидат. 4000 адвокати најдемократски ќе решат за избор на председателот. Она што сега се случува е нешто што е
застарено, нешто што не одговара на мигот, нешто што навистина не е во ред, нити е демократски. Дали тоа беше причина да не се појавите на изборното собрание во Струга? И сметате ли дека треба да се променат актите на комората? Апсолутно, апсолутно сметам дека дел од актите треба да се променат, треба да се унапредат, треба да одговарат на денешнината и на модерното време, а да токму затоа не отидов во Струга, затоа што јас уште пред неколку дена пред изборите кажав за што се залагам. И сега да се појавам таму каде што не ја почитувам и не ја поддржувам таквата процедура, навистина не би било коректно и би било одволично од моја страна. Затоа и не отидов. Кои се според вас приоритетите со кои што треба да се зафати новото раководство? Значи, прво би требало да се зајакне позицијата на адвокатурата и тоа ќе зависи од сите нас, не само од управниот одбор, но најмногу од нив. И од председателот, нашата позиција е уставно загарантирана. Но факт е дека позицијата и состојбата во адвокатурата е еднаква со правосудството. Ние сме дел од него и за жал тоа е така и тоа е и ден денес ситуацијата и во адвокатурата. Тоа што треба да се направи е да се зајакне единството во адвокатурата. Видовте како и какви све коментари има. И трето, да се покрај обуката и дошколувањето на адвокатите, едноставно нивното учество во сите сфери на правосудниот живот, каде што до сега беа маргинализирани. Апсолутно не учествува во ниедни предлози и законски измени, а камоли во Академијата за обука на суди и обвинители. Едноставно се тргнати од правосудството, што не е во ред. Има ли политика во адвокатурата? Апсолутно, апсолутно. Видовте, ни адвокатурата не е имуна како ни другите професии. Видовте сами дека дел од адвокатите застапуваат определени, па и дел од адвокатите беа членови на политички партии, што кај нас, за разлика од судството, и не е забрането, но мислам дека врзување со една партија не е добро за целата адвокатура, ни за адвокатот кој го прави тоа, затоа што сепак наши клиенти се сите луѓе на кои им се повредени правата загарантирани со законот. И секој има право и заслужува право на одбрана. Го слушнавте вашиот колега Давидовиќ. Се согласувате ли со оценките што се изнесени? Најпрво околу тоа дека изборот во Струга беше нетранспарентен. Па вака колегава Давидовиќ малку ги измешал работиве. Во кој дел? Ме чуди, сега ќе ви објаснам зошто. Во дел што адвокатите во Македонија имаат избори што се многу транспарентни и даваат шанса на секого да влезе дали во управниот одбор, значи да биде биран во управниот одбор, да биде биран во телата на комората. Ги измешал брзините затоа што, ви кажам одма, ние не сме политички партии, па да делегираат од политичка партија за кандидат некој или ја не знам што места во... А не мислам дека мислеше за делегирање од политички партии. Само да објаснам. Не постои начин, значи, да вие се кандидирате за председател на Адвокатска комора на Македонија. Значи, замислете, ако ние имаме, што кажа колегата, 4000, не се 4000, туку се 2700. Ако 2700 адвокати, хипотетички кажам, сите се кандидираат за председател на Адвокатската комора на Македонија. Дали може тоа да биде? Јавноста нека цени. Тоа е апсурд. Значи, системот е така изграден за избор да сите заедници испраќаат своји делегати, делегатите на изборно собрание го бираат управниот одбор. Значи, и да сакате, не можам јас лично или господинот Давидовиќ да се кандидира за председател или за член на управен одбор. Тоа е. И вашиот колега Туртевски на Твитер се обиде да ја објасни процедурата за избор
и тврди дека Скопје, например, е поделено во 4 заедници, по 400 луѓе и дека на некој начин се делегираат или се лоцираат некои луѓе, дека е можно во изборот на кандидати да се направи избор, а другите да не се информирани. Дали ова не ви зборува реакциите кои што се појавуваат на социјалните мрежи, дека може би не е време за промена на актите и за да се размисли на еден друг начин на предлагање на кандидати, кои што ќе можат да ги представат и своите програми и визии за адвокатурата и да се смени начинот на гласање? Не знам дали сум ви јасен јас. Значи, ние не сме политичка партија или некое здружение или ја не знам што. Сите членови на адвокатската комора, значи сите адвокати во Македонија, 2700-800, бројката е менлива заради одење и доаѓање, се известени за најпрво ви кажувам, значи не е точно дека не се известени, се известени сите, тоа јас ви гарантирам, дека на тој ден ќе има адвокатската заедница кај што припаѓаш, ќе има избор на делегати во случајот во Струга која бевме, за избор на управен одбор. Значи, во изминатиот период се занимаваме, јавноста се занимава со два тројца кои што покушаваат да објаснат или нешто друго да се наметне околу изборот. Јас лично во моментов не гледам можност да изборот се изврши на некој друг начин, па макар тоа било и во иднина, на потранспарентен. Затоа што ви кажувам, утре, кога ќе има други избори, јас ќе се кандидирам, ќе се кандидира друг, ќе се кандидира трет, и ќе се кандидира 2800 ќе се кандидира и сега што ќе правиме сите? Кој за кого ќе гласа, објасните ми, кога тоа е невозможно. Значи, транспарентен. Транспарентен и до крај беше изборот во Струга на изборното собрание од делегатите. Што сакам да кажам? Прво, не е точно тоа што го читате по социјалните мрежи, дека имало тензија некоја во Струга. А дали имаше сценарио, како што се тврди, од поранешното раководство, кое што наводно ја организирала целата оваа работа, за да бидете вие прв човек на комората? Не, ако имало таква работа, јас не би се нафатил на оваа работа. Мислам, ако имало такви избори. Колку е точно дека во организацијата на собранието, но и во броењето учествувале луѓе од поранешното раководство и блиски луѓе на Додевски? Не, сослушайте. Значи, гласањето беше јавно, зборам на делегатите, со кревање на рака, предлагањето на кандидати беше јавно. Вие може да слушнете шпекулации, јас ви тврдам најодговорно дека беше јавно. Старото раководство што го кажувате дека не знам да не ве цитирам, верувате, улогата на старото раководство беше да се организираат избори. На изборите во Струга работата ја водеше, значи се води од изборно председателство, каде што влегуваат луѓе што не се од старото раководство. Значи, затоа кажам, живееме во дезинформации. Тоа е друга причина зошто сега се пуштаат или тогаш дезинформациите. Значи, која е причината? Каде ја гледате? Ќе ви кажам само да ја завршам мислата предходно. И немало тензија. Значи, едни па имаше, да не ви излажам, многу предлози за членови. Многу, сега не ги знам, верувајте колку, ама сигурно беа едно 100-150 предлози за членови на управен одбор.
Да појасниме, управниот одбор брои 17 члена. Така. Значи, 219 делегати што беа, дадоа 100, не знам, не ме држите за збор, 100 и нешто предлози. За секој се гласаше поединечно. За тоа кој да биде член на управен одбор. За жал, имаше луѓе што сега ги среќаваме по социјални мрежи, не е случајот со господинот Давидовиќ, други, кои што се предложија и добија толку мал број на гласови, што не можат да со тие гласови да влезат во управниот одбор. Господјата Трпиновска прокоментира дека не е очигледно време за промени во адвокатурата. Не знам, ја не сум ја читал господјата Трпеновска. Јас сакам да кажем ова. Гласањето и бирањето на управниот одбор беше со кревање на рака и тоа е документирано. Као вие што снимате овде во студио, таму е снимено, имаше камери, имаше луѓе. Толку транспарентно, значи не со некои, како да кажеме, кој што викате, имало дека не се гласови не се броеле точно до глас со кревање на рака јавно. Мислам дека имаше и од медиумите, сега да не ви излажам, не знам точно, тоа е. Затоа се чудам ја, ако некој стане за да бидете делегат, ви треба 73, за да бидете во управниот одбор, требаше според присатните овие делегати околу 73 да ве поддржат. И вие не можете ако 15 души станале од 219 да речат да, ја господјата Гордана сакам да иде. Малку е чудно што многу малку млади адвокати влегува во управниот. Не е точно. Малку. Во управниот одбор го сочинуваат, сега ќе ви кажам, 17 луѓе, двајца ваши заменици. Да, од тие се, вака сега ќе ви кажем, од тие се 10-12 многу млади, имаме 3-4 што се со средно годиште и јас сум најстар. Во некои кругови... Не е точно дека нема млади, многу млади има, да. Мислам по број многу млади. Добро, сепак, ова го зборувам како впечаток и од она што го читам по социјалните мрежи. Затоа ви кажам. Во адвокатските кругови се коментираше и изборот на Доне Кузмановски, кој што е разрешен судија во 2011 година. Кој? Доне Кузмановски, разрешен битолски судија во 2011 година. Добро, да. Кој што, чија што керка е дел од канцеларијата на Никола Додовски, па тука се прави спојот. Која е вашата врска со Никола Додовски и каква релација имате со колегата? Јас со Никола Додовски, да ви кажам, во животот сум пиел 3-4 пати кафе. Сме пиеле. Сега, кога беше избориве која беа, со него не сум работел лично никогаш, не сме имале лични контакти, не сме блиски ни како фамилии, ни како пријатели. Со Никола Додевски не сме имале ни некој професионален ангажман заедно. Значи, ако имам контакти со многу адвокати, со кои што сум поминувал време, со него па не сум поминал, да не ви излажам, ни 2 сата заедно. Од каде тогаш шпекулациите што се јавија во јавноста, дека тој стои зад вашиот избор, дека вие сте негово решение? Добро, па дури се одеше до таму за некакви наводни дилови на луѓе на Додевски во телата на комората. Јас тоа сакам да кажам. Еве, јавноста гледа, вие слушате и ова. Дали може некој, разумно ако цениме, да исконтролирате 3000 адвокати во државава,
Значи, 3000 адвокати да стојат позади Никола Додевски, што е абсурд. Во услови кога Никола Додевски им каже јавно дека нема да се кандидирам за втор, кога луѓето, адвокатите, знаат дека човекот си оди. Сега вие кажете ми, дали е прифатливо дека тој може да организира група која што ќе стои зад мене и така натаму. Тоа е... Мислам, живееме во век на шпекулации. И доволно е некој да пушти на тие социјални мрежи едно, па после, знаете се, не е точно, ви кажам. Не можете да исконтролирате толкав број во ваков изборен. Друго е ако тоа што сега го кажува Давидовиќ, дека зад кандидатурата на Михајловски ќе стои екипа и така натаму. Ние немаме адвокатската комора, адвокатите, немаме таков избор. Нашиот избор е толку широк што... Кажете ми, кога ја отворив веб страницата на адвокатската комора, забележав дека нема деловник. Зошто нема деловник? А деловникот е интерен акт на комората. Мислам, не е тоа... Вчера зборувавме, вчера јас одржав, бев во комората да разговарам. Ние, дали треба интерните акти да се стават на... Ја не разбирам и што е битен тој деловникот. А колку е точно дека некои од, така речено, потенцијалните кандидати биле заинтересирани однапред да ги видат списоците со делегати? И дека наводно сакале и да настапат со своја програма, така речи, кампања пред изборите. Но јас пак се враќаме на истото. Ја ви кажувам, не можете да имате кампања, затоа што не знаете дали некој ќе ве предложи. Так. Значи, тоа е чиста глупост, не знам како да објаснам. Друго е да влеземе во кампања, па да имаме трка сега 2 месеца. Ја имам програма ваква паметна, тој другиот имал. Ние немаме таков систем на избор. Тоа се што го пласирате... Според вас, досегашниот систем на гласање и номинирање е во ред? Не треба промени да се направи во тој дел? Па лично, ако ме прашате, ја мислам дека е во ред, затоа што дава шанса на секој да влезе во телата на комората. Сега тоа треба да решава управниот одбор. Едно, второ, и би било добро ако некои промени, ако се сака, да се дигне на ниво на собрание, да решаваат повеќе, да не решава председателот само или управниот одбор. Али овој систем на избор е функционален, немаме нешто. Се сметате ли себе си за човек кој што може да внесе промени во адвокатурата? Сега тоа јас најмалку треба да го кажам. Треба да кажа да пројде време малку, па други да го кажат. Јас можам да кажам дека ќе направам се за да се внесат повеќе новини во адвокатурата и нормално за подобрување на адвокатурата во Македонија во целост. Се колку ќе бидам успешен, ќе се цени понатаму. Так, во вашата прва изјава после изборот рековте дека адвокатската комора не смее да потпадне под влијание на политиката, бидејќи станува збор за самостојна институција чија што независност е загарантирана со Уставот. Така е. Малку е чудно што тоа доаѓа од човек кој што во својот живот бил дел од извршната власт и дел од политиката. И тоа сум го кажувал неколку пати. Видите, јас најодговорно ви тврдам дека јас во животот никогаш не сум бил член на ниту една политичка партија. Сметате дека како професионалец бевте предложен на тие функции? Само да го кажем ова за да слушне јавност, а сакам да слушнат и сите адвокати, затоа што има некои што не ме познаваат. Значи, јас во својот живот мислам дека сум имал успешна кариера, да кажам, во Министерството за внатрешни работи.
Министерство кое што често пати и најчесто се поврзува со политиката. Јас сум бил единствен министер за внатрешни работи или директор за јавна безбедност, или сум бил началник, или не е битно, кој што во животот не бил, јас ви давам збор, на партиски состанок. Значи, не сум бил член на партија. Колку тоа ви беше предност или мана во работата? Па предност ми била затоа што не сум слушал никогаш, пак ви давам збор, партиски наредби. Ниту и пак сум работел делејќи ги луѓето на членови на една партија или на друга партија. Мислам дека тие луѓе што ме познаваат, а има многу во разни министерства и така, знаат дека ова точно што ви го кажам. Мислам, видите, адвокатурата во Македонија е индивидуална работа. Зборувам за секојдневната работа. И ова кога сум го кажал дека треба политиката да се тргне од адвокатурата, сакав да кажам дека политичките партии не треба да влијаат на адвокатурата, односно политиката да не се меша во работата на адвокатурата. Зошто? Затоа што адвокатите се должни според Уставот и законот да дадат одбрана и правна помош на клиентите на сите еднакво. Значи не можеме ние да ги делиме ние не можеме да го делиме адвокатот дали бил член на една политичка партија, па да го делиме адвокатот дали го бранел тој клиент, па тој бил од една партија, овој бил од друга. А во јавноста често пати тоа се прави. Тоа сакам, тоа е катастрофата. Адвокатот, бранител на Груевски или адвокатот на Заев, некако како да се губи личната идентификација и професионална на адвокатите, а само ја носат аурата на политиката. Така, тоа не е добро. И нешто ќе направите во тој дел да се менуваат состојби? Сакам да кажам, со вакви емисии како вашата или со други контактни емисии да објасниме дека заложбата моја, односно и на управниот одбор понатаму ќе биде да се делат адвокатите на добар адвокат или на лош адвокат. Верувате дека имате добар тим? Јас има во управниот одбор колеги што не сум работел со нив. Зборам на разни случаи, воглавном се помладите, меѓутоа тоа што го знам, што ми е пренесено, се работи за млади луѓе ентузијасти. Мислам дека ќе успееме заедно со така едно искуство и младост што ќе биде активна на терен да постигнеме. Колку има дел и од вината на адвокатската фила во вкупните состојби во правосудството и правната држава? Затоа што често пати може да се слушне за спреги помеѓу суди и адвокати, сега во поново време адвокати, извршители, нотари. Видите, јас сум го кажал еднаш и во собранието го кажав. Јас мислам, ај ќе се сложат и многу луѓе, дека ние имаме судии кои што се многу добро образовани, стручни судии, судии кои што можат да се носат рамо до рамо со сите судии во Европа. Мислам, зборам за квалитетот на судиите. Тие судии работат во судски систем и ако сака судството да се унапреди, реформира она, јас мислам дека треба да оставиме на судиите да си ги направат тие промени. Што сакам да кажам? Зошто тогаш судството има толку лош имидж и е на дното на довербата на граѓаните? Па, видите, да ви кажам, пак ќе се навратам дека ние имаме квалитетни судии кои што сакам да кажам дека имаат судството има човечки ресурси кои што можат товарот на реформите да го пренесе, мислам да го понесе на свој плеќи. Граѓаните во јавноста голем дел од
има многу дезинформации за разни случаи, тоа ви кажам со сигурност, во смисол, видите, во пример, ако е парнична постапка, стално има две странки. И една е стално незадоволна. Не можеме да имаме судски процес, а да бидат сите задоволни. Во кривичната материја, стално има луѓе што се осудени, па бил многу осуден, па малку и причини. И тоа се создава некој. Тоа е така. Сега... Често пати знаат и судиите да кажат дека се работи за перцепција. Меѓутоа, друго ми е прашањето. Колку квалитетните, добрите судии имаат можност да напредуваат во кариерата, да има некаков систем на вреднување, затоа што ќе се согласите, низ изминативе години имавме и други случаи, неквалитетни кадри да имаат метеорска кариера, за неполни 3 до 5 години да дојдат до врвот на судската власт. Ќе се согласите, тоа ниту е природно, ниту е нормално за една правна држава. Јас сакам да кажем дека ова прашање би требало да го упатите на некој друг во друга дебатна емисија. Да, се разбира, меѓутоа разговараме, бидејќи... Со луѓе што се од судството, бидејќи јас и адвокатите се странка во постапката. Точно, јас нити сум работел во судството, мислам кој суди или судовите или обвинителството, нити пак сум работел. Она што го гледаме во судовите, викам, јас лично ви кажам се, она што јас го гледам во судовите, може би не е толку од, како да кажем, од човечка природа, колку што е од други многу фактори кои што се потребни за едно квалитетно судство, па дури еве и најбанално просторни услови кои што го дават дигнитетот на судот и така натаму. Овеќе мислите дека се од организацијска системска природа, отколку тоа сакам да кажем, отколку човек. Имаме, затоа кажам, ние имаме квалитетни судии. Се околу финесите сигурно би требало да... Ке ве вратам на адвокатурата. Кои ќе бидат приоритетите на ваши лични и на новото раководство на комората? Вака, прво, ние веќе во вторник ќе имаме првиот управен одбор. Овие цели ќе ги кажем прво вас, ги кажем во вашата емисија, па ќе иде во вторник ќе имаме управен одбор. Значи, прво ќе имаме неколку точки по кои што ќе гледаме некако да комората ја одржиме на ниво или да идеме напред. Ќе имаме перманентни обуки на адвокатите по разни закони и разни постапки. Зборам за кривична постапка и така, едукација на кадри, затоа што сакаме да издигнеме адвокатурата на крајно професионално ниво, зборувам да биде, да сме горди дека во Македонија има плејаде од адвокати кои што заслужуваат внимание и од другите земји на Европската унија. Секаде во светот адвокатурата е прогресивното јадро на едно општество. Го делите ли вие впечатокот дека во последниве години вашите колеги некако беа помалку летаргични? Дали и во тој дел мислите дека треба да се работи, да бидат повеќе вклучени адвокатите во работа на работни групи при составување на закони? Тоа е второ како втора точка што е задача на адвокатурата, да адвокатите бидат активно вклучени во донесување на законите, измени на законите, реформските закони, затоа што, верувајте, имаме многу квалитетни кадри кои што може да помогнат со своето знаење, идеја и така натаму. До сега, зборам за период на новата влада сега, што е активно, адвокатите се активно вклучени во сите измени, носење на нови закони и добро е што владата има слух за таму каде што мислиме дека или ви гледа дека нешто е подобро во нашето искуство,
да го примени, односно да ретерира за да може да направи изменение. Тукму еден таков закон, поточно измените на законот за нотаријат, предизвикаа тензии помеѓу адвокатите и нотарите. Сега тој закон, како да е ставен во мирување и не е меѓу приоритетите на владата и во планот 369. Се согласувате ли со ставот на вашиот претходник дека во последните години се врши нотаризација на правото? Или преведено на попрост јазик, дека многу надлежности од адвокатите преминаа кај нотарите? Па од адвокати немаме да преминале кај. Видите, нотарската работа е јавна функција и нотарите се делегирани од државата да ги вршат работи. Јавните овластувања и дел од судските функции преминаа. Така, од судските. Сега сакам да кажам една работа што исто прв пат ја кажувам, не сум ја кажал до сега. Пазите, нотар е поставен, односно е врши работата со дозвола од Министерство за правда. А врши овластувања, односно действија, од областа на судот. Ако е судот независна институција, надвор од владата, од Министерството, како размислување поставуваме прашање до сите, до јавноста, зошто тогаш председателот на Врховен или на апелација во своето апелационе подрачје не постави нотари? Надвор од Министерството. Ова го кажувам, ова прв пат го кажувам и до сега не сум чул некој да го каже ова. Го кажувам за да се размисли, затоа што има реакција кај адвокатите дека многу од дејностите што се во судот преминуваат кај нотарите. Од нас не земале како адвокатска. Сметате ли дека и ќе настојувате како адвокатска комора за задолжително присуство на адвокат при составувањето на нотарски актив? Се чини дека тоа беше најголем камен на сопнување и предизвика најмногу тензии меѓу адвокатите и нотарите. Присуството на адвокат пред нотар е добро и за граѓаните затоа што им пружа сигурност. Ние во изминатиот период сме имале повеќе случаи каде што ради незнаење на странката или пак, еве да кажеме, од некои други причини, да не бидам погрешно сватен, многу луѓе пропадна, економски пропадна, беа изиграни при составување на разни договори и така на. Дори имаме нотари што, еве, не убаво јас да го кажам, добро, нотарите тврдат дека мал е процентот на тие нотари. Ама ние не зборуваме дали е мал или голем. Ние збориме дека има појава. И еден случај да е, има појава. Така е. И ние, како адвокати, гарантираме на странката што ќе се појави пред нотарот, било од една, бидејќи има две странки пред нотарот што доаѓаат, дека ќе биде заштитена правно со актот, со нашето знаење, со актот што ќе се составува кај нотарот. Тука нема нешто... Делат суштината на спорот не е толку во правната сигурност, туку во поделбата на парите и работата меѓу адвокатите и нотарите. Па парите што добиваат граѓаните? Вие велите правна сигурност, меѓутоа граѓаните плаќаат исто. Сега ја не знам точно колку е, плаќаат исто. Дали тие пари ќе ги делиме ние со нотарите или само нотарот ќе ги земе, за граѓанинот нема е нешто битно. Ако е веќе идеме на тоа дека не разбира дека било екстра трошок за нашето присуство, било екстра трошок, не е точно. Дали доколку владата остане на постојното решение, ќе се оствари заканата за штрајки, за блокирање на системот? Тоа не можам да ви кажам за одлука за штрајк. Ние ќе направиме се за да видите, за да се најде некој разумен договор еве со
владата, со нотарите. Ние не сакаме да отвараме фронт со нотари и тие се колеги кои што работат. Бидејќи без нотарската служба не може држава да обстои. Да, и не е добро да се враќаме 20 години назад, така затоа што и тоа си има Владата некои сака добри работи. да ги направи реформите, да функционира тој систем, останува значи од се тоа што ќе договориме граѓаните да бидат задоволни, а во исто време зборувам правно покриени да немаат некоја несигурност. Да. Кога ги спомнавте реформите, под притисок на јавноста, владата во новиот совет за имплементација на реформите во правосудството побара да бидат изземени првите луѓе на неколку правосудни институции, меѓу кои и на адвокатската комора. Дали сега со вашиот избор ќе настојувате да си го заземете своето место во тој совет или ќе продолжи да ги застапува интересите на адвокатите, тој колега што е предложен и член веќе во телото? Зборувате за Советот за имплементација на реформите. На реформите, да, ние имаме член таму. Имате член, меѓутоа најголемиот член, дел од членовите од Советот се луѓе по функција. Ме разбирате, Да. единствено председателот на Врховен Да. суд, на Судски совет и на Адвокатската комора, колку што чинам, Така е, не да. се првите луѓе на тие институции и од нив, поради притисокот на јавноста, беше побарано од овие институции да се делегираат луѓе. Сега имаме нова ситуација, предпоставувам не сте спорен како нов човек за владата. Моето прашање е дали ќе остане тој член што е во Советот или ќе барате како прв човек да бидете дел од Советот за реформи? Па јас да ви кажам, не сме размислувале за ова до многу е краток периодот. Ние во секој случај ќе настојаме да имаме квалитетен човек таму кој што ќе не представува. Најмалку е битно дали јас ќе бидам лично присутен таму или ќе биде некој друг колега што ќе го испратиме, затоа што тој е должен да постапува по напаствијата На Адвокатската комора. на адвокатската комора и тој не може да работи независно или да зборува таму тоа што ќе му текне него или значи мора да го држи ставот на адвокатската комора. Дали сметате... Председателот ако дојде, што јас не знам, верувајте, не сме. Ако јас отидам таму, ја морам да имам да го известам управниот одбор, што ќе, значи тоа не е one man show, се ја таму да кажам. Не е приватна мисија во Така е, Советот, да. така. Представник на Адвокатска комора нема ниту во Академијата за обука на суди и обвинители. Сметате дека има потреба од ваше присуство во управниот одбор? Верувајте за ова, мислам дека треба да имаме од една причина, затоа што може би треба да се размислува за во академијата да полека се спремат и адвокатите, тука да се помогне, затоа што академијата е веќе остручена и работи да може да имплементира, да пренесе знаење така. И да пренесе, меѓутоа и да купи знаење на некој начин, Па, колку што да. знам и адвокати се Да, ние сме вклучени во имале, обука. во изминатиот период сме имале обуки заедно со суди и со обвинители, најповеќе околу новиот закон што беше за кривична постапка, сме имале одлични практични вежби заедно, каде што судиите не учеле нас, ние сме истакнувале кај сме слаби или што нешто сме осознале додека браниме по новиот закон, нормално и обвинителството. Во тие околности, сакам да кажам, не треба да има, пазите што ќе кажам, соработка, него треба да има содејство на сите овие институции за да имаме едно фино и квалитетно, еден фин и квалитетен правосуден систем. Да. Колку што видов и на вашата веб страница, старото раководство ви остава во наследство 200.000 евра орочени средства за изградба на нова зграда на Адвокатската комора. Кажете ми, докаде се плановите за изградба на нов објект? Има ли некаков проект веќе за таа цел? Вака ние
старото раководство работело штедливо и домаќински. И ни остави на Коморава оставени се околу 200.000 евра. Не знам, не се некои пари, мислам пари се големи, меѓутоа за овој проект што е се наменети строго за тоа и Во моментов комората е подстанар. сега е, не, имаме наши простори, Меѓутоа, се малими се, многу да. лоши, Недоволни. лоши услови се, стари и така натаму. Ние сакаме во идниот период да Комората купи своји простори, не зграда, немаме пари за тоа. Меѓутоа да имаме 200-300 квадрати еден разумен простор со техничка добра опременост и да имаме таму саличка за состаноци, така да, мислам, бидејќи поучени од други земји што сме биле како делегати, таму навистина имаат добри услови за работа и тие пари ќе ги намениме за тоа. Да. Разговорот би го заокружила со две помалку лични прашања. А тоа е, дали сте се уште влюбеник во аикидото? И може ли човек се уште да ве види со мотор по скупските улици? Па добро, аикидо јас сум вежбал одамна и сега така. Тоа ми е љубов е во таа техника. Моторите ги возам од средно училиште. Од гимназија заврши во Јосип Брос и тогаш купивме мотори. И уште возам, сега имам 2 мотори кои што ги возам уште така. Така да тоа за годините баш и не ви е точно многу. Тоа пише во биографија, така пишува. Аикидото сум го... Да, најважно е кој како се чувствува. Па и тогаш сум тренирал други вештини, карате, џудо. Со џудо почнеме и после остана аикидото и така и ден денеска ми помага многу. Мислам ми помага за здравје. На крај ќе ве прашам нешто што сигурно многу често ве прашуваате. Вие сте го кажувале во повеќе интервјуа. Јас знам, меѓутоа имаме ние и млада публика. Од каде ви е надимакот Џанго? И репликата Џанго пука прв. Надимакот е даден од припадниците на полицијата, значи од полицајците, од инспекторите. На времето имаше некоја акција, една банда избега од затвор, па киднапира еден граѓанин, па некој судија таму го врзува, го киднапира и 5-6 души и јас со нив, тогаш бев началник на овој насилен криминал. Ги бркавме по најпрво во Скопје, не можеме да ги фатиме и на крај завршивме у Пелинци, планина. И таму се пукавме цела вечер. Многу пукања беше, така имаше А важите за добар пиштолџија. Барем така велат вашите колеги. И имаше апсина. Така и колегите почнаа да викаат Џанго пуца. Ве викали некој по име? Љубомир? Па повеќе ме знаат по надимак, ме знаат по овој надимак, иначе треба кој ќе рече, бе, за кој Љубомир зборите, она кој ќе му рече Џанго, вика да. Еден е Џанго во Македонија, да. Јас ви посакувам многу успех на новиот ангажман и ви благодарам за учеството во нашата емисија. А вам, драги почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме повторно на истото место, на истата фреквенција и во истото време, 20:30 часот, секој четврток. Имајте убава вечер.